Денес му посакав топло добре дојде на господинот Мичел, кој е за прв пат во Република Македонија во својство на помошник државен секретар на Американскиот Стейт Департмент. Ја пренесов мојата лична и благодарноста од името на владата на Република Македонија кон Соединетите Американски држави, кој како наш стратешки сојузник секогаш ја поддржуваа нашата држава од нејзиното осамостојување до денес. Нагласив дека Република Македонија останува и понатаму посветена во градењето партнерство со Соединетите Американски држави, врз основа на споделувањето на заедничките вредности како што се демократијата, владење на правото, пазарната економија и кохезијата на различностите на македонското општество, но и во однос на регионалната соработка на безбедносен и на секој друг план. Во таа смисла го информирав господинот Мичел дека ние, земјите од Западен Балкан, направивме исчекор да надминеме застарени стереотипи и политики и да влеземе во нови односи од интерес за граѓаните и во име на едината на регионот. Во објавената стратегија за проширување на Европската унија со земјите од Западен Балкан се истакнува дека Република Македонија направи значителен напредок на својот европски пат. Затоа ние очекуваме во април Европската комисија да даде чиста препорака за почеток на преговори заедно со нивниот извештај за Република Македонија, а Советот на Европската унија до јуни да донесе одлука за отпочнување на преговорите. Временски и стратешки ова се совпаѓа и со нашата друга главна цел – Република Македонија како 30-та земја членка на НАТО. Отворената покана за нашата земја да ја затвориме со полноправно членство во Алијансата на самитот на НАТО во јули. Во оваа насока, со помошникот државен секретар Мичел, разговаравме и за најновите моменти од разговорите со Грција за проблемот што нашиот сосед го има со нашето уставно име. Го изразив моето лично уверување дека отпочнуваме финалната фаза која на крајот ќе донесе достоинствено решение на оваа прашање. Останува важно и понатаму да се одржува и гради довербата помеѓу двете страни. Сите наши досегашни постигнувања се заеднички успех на целата држава, на сите институции, на сите политички партии, на сите заедници и на сите граѓани на Македонија. Ние покажавме јасно подготвеност за вистински диалог. Реформите мора да продолжат, бидејќи нивната успешност го отвара патот до безбедна и економски просперитет на Република Македонија, како едно општество за сите нејзини граѓани. Ги потврдувам нашиот ентузијазам и посветеност кон овие цели. Знаете дека процесот е под раководство на Обединетите нации, медијаторот Метјо Нимице, личноста која што навистина е еден од најупатените во суштината на овој проблем, и тука се најважните документи, можна спогодба, меѓународен договор и слично. Договорот заедно со двете страни, кои што и помеѓу мене и премиерот Ципрас, но и помеѓу министрот Коцијаш и Димитров, е дека секој документ кој што ќе дојде од било која страна, би бил од помош на конечно решевање, е вреден за разгледување. Ако е од помош, сето тоа што е од помош ќе го искористиме да помогне во процесот, ако не е важно е тоа што доаѓа од медијаторот, заради тоа што и двете страни сме согласни дека процесот мора да продолжи под раководство на Обединетите нации, заради тоа што и на двете страни така и ни треба. Тој да биде верификуван во Обединетите нации преку резолуциите и гласењето во Обединетите нации. Прашањето 25 години, тоа е течно, тешко, чувствително, мачно како прашање, и кога ви е тешко, мачно, чувствително, убаво е да ви повикате пријателите. Тоа е така и во животот. Секој пријател на Македонија кој што ќе помогне, вклучително и Грција, заради тоа што и Грција е пријател на Македонија, е од помош, а посебно стратешки пријатели како што се Соединетите Американски држави. Ние со Бугарија го решивме билатерално прашањето и продолжуваме билатерално. Дај Боже да треба на нашите стратешки партнери да им соопштиме дека е најдено решение, прифатливо за двете страни, со зачувување на достоинството и идентитетот на двете страни. Јас тоа го очекувам, но секако ако биде потребна помош, јас очекувам од пријателите помош на принципелен начин. Да ги охрабри двете страни, да се изнајде решението, за да конечно и граѓаните на двете земји го дочекат и бенефитот или придобивките од ваквото решение.